индустријска зона Металец, позната или Прилеп 1, по документација. Почнавме со инфраструктурно уредување, после подолги години од основниот буџет на општина Прилеп се одвојуваат 37,4 милиони денари за да се дозокружи процесот на урбанизација на оваа индустријска зона. Како локална самоуправа работиме на подобрување на индустријските зони, нивниот квалитет и подобрување на условите за стопанистување на прилепското стопанство. 7 метра широк коловоз, 973 метри во зоната би се завршиле. Ова е почеток, еве да кажеме Ирлија, за градежните активности кои го очекуваат Прилеп и општина Прилеп. Се доуредува просторот, на двете страни по 2 метри широк тротоар, како што спомнав, 973 метри заокружени во асфалт и се во име на подобрување на условите за стопанисување, односно подобрување на стопанството во Прилеп. Сработена работа, парите спомнав од општинскиот буџет, од основниот буџет на општина Прилеп, изведувачиве треба да ја завршат најскоро што можат, ќе кажат тие во нивно име кога би можеле да очекуваме. Денеска се работи на носечкиот слој 9 см асфалт, понатаму со завршен слој од 4 см, така е согласно тендерската документација и согласно јавната набавка која што имаме. Продолжуваме понатаму, овде не застануваме, но еве пред најголемиот христијански празник дозначиме старт на градежните активности во општина Прилеп и нека очекуваат граѓаните на Прилеп се повеќе вакви активности. Дали парцелите во индустријската зона се сите окупирани и дали има интерес, доколку има слободни, за купување? И колку локални бизнеси има тука? Добро, неколку од парцелите се имаат некој спор, работиме на отстранување на спорот и да обезбедиме непречено градење на нови индустријски капацитети. Има десетина индустријски капацитети овде во индустријската зона. Не знам точно за бројка на вработени, но мислам дека се повеќе од 1000 вработени кои што гравитираат во овој дел на оваа индустријска зона Прилеп 1. Очекуваме со подобрување на инфраструктурата, односно со завршување на градежните активности, дека ќе ги предизвикаме и оние инвеститори кои што запреле во одредена фаза, купиле државно земјиште за да градат своји објекти, дека ќе продолжат понатаму со своите активности. Ја преземаме мерки и чекори во локалната администрација за да ги надминеме проблемите кои што ги имаат по долг период. Ај во овој контекст каде е проектот за трговскиот центар на стариот објект од Металец? Токму така е на голем интерес она што го ветивме во предизборната програма. Разговарам, еве ќе си земам за слобода да го кажам тоа и јавно, на дневна основа со директорката на управата за јавни приходи. Од кај нив очекуваме проценка на движните ствари кои што се наоѓаат на парцелата, да видиме, направиме анализа дали вреди да се задржи како конструкција или не вреди. Понатаму истражуваме дали за оваа конструкција има преземено некакви акти во минатото, поприлично изградена конструкција, да видиме ако обезбедиме документација да се искористи, ако е возможно, ако не само ја чекаме проценката и не можам да дадам рок, но ова ветување беше за рамка од 4 години, но ќе си дозволам да кажам дека до мене стигна уште 2 нови иницијативи за формирање на такви ритейл паркови, односно нови трговски центри во општина Прилеп и јас се надевам дека до крајот на мандатот општина Прилеп ќе има 3 затворени трговски центри, како никаде во Македонија. Денеска почнавме со асфалтирање на индустријска зона Металец. Се работи на Оска 1 на квадратура од околу 3100-3200 метри квадратни, која што е започната како прва фаза од изведбата. На изведбата и предходеше нова инфраструктурна мрежа, нови рабници, ширина на коловоз од 7 метри и асфалтирање во 2 слоја. Прв слој со дебелина од 9 см и втор слој со дебелина како завршен слој од 4 см. Во однос на динамиката за работа, согласно договорот, нашиот проект и според договорот треба да заврши кон крајот на септември, па така и сите градежни активности согласно овој договор од оваа фаза 1 и фаза 2 долу околу металната конструкција на Металец би требало да завршиме кон средината на месец септември, комплет со уредување на сите инфраструктурни детали кои што се предвидени согласно проектот и тендерот од овој договор. Проектот предвиден да се реализира во 3 дела, односно дел имаме атмосферска канализација, на еден дел има промена на фекалната канализација
со кој би се решил овој проблем што сите го знаеме на влезот на самата индустријска зона, и третиот дел е градежно-конструктивниот проект кој опфаќа асфалтирање, рапници и исто така предвидено е ново улично осветлување по цела должина на зоната. Тоа значи дека ќе се реши тој проблем што е на Александар Македонски. Да. Што треба да се направи? Со замена на дел од фекалната и атмосферската линија ќе дојдеме до решение за тој проблем.